Парите од унгарскиот кредит наменети за општините се користат за подобрување на животот на граѓаните, решавањето на децениските проблеми, капитални проекти, реконструкции на улици, водоводни мрежи, изградба на училишта, градинки, спортски сали. Премиерот Мицкоски и министерот за локална самоуправа Перински уверуваат дека заложбата на владата е да ги поддржува локалните самоуправи и со пари од централната власт преку проекти да се помогне во реализација на ветеното. Тие присуствуваа на почеток на градежни активности на еден од проектите во општина Кисела Вода кои се финансирани од централниот буџет. Нормално дека секогаш кога се гради, кога се создава, неминовно е чувството на радост и среќа. Преку првиот јавен повик за општина Кисела Вода издвоени се околу 160 милиони денари. Веќе за вториот јавен повик предвидени се повеќе од 8 милиони евра, вели Перински, акцентирајќи го градежниот бум кој очекува да ја стимулира економијата во самата општина, а од друга страна да го подобри квалитетот на животот на граѓаните. Практично воведуваме во градежни активности за изградба и уредување на речното корито на реката Мала Рада. Ова е многу значаен и битен проект за овие граѓани кои што циркулираат на оваа територија од општина Кисела Вода, заради тоа што во изминатите, да речеме, и декади, навистина нивните имоти и нивните поседи беа загрозени кога се случуваше да оваа река најдојде. За пофалба е заложбата на владата, бидејќи преку првиот јавен повик за општина Кисела Вода издвои околу 160 милиони денари, веќе во вториот јавен повик предвидени се повеќе од 8 милиони евра. Ова е еден од 4 капитални проекти на општина Кисела Вода кои се реализираат со средства од државниот буџет по првиот јавен повик за финансиска поддршка на општините. Градоначалникот Ѓоргиевски е задоволен од темпото на работа, но и од поддршката од централната власт. Започнавме денеска со уредување на ова речно корито, кое што ќе биде во должина од 2,5 километра. Попратно со целиот проект аплицираме во владата со дополнителен проект, односно втора фаза за овој проект, а тоа ќе значи оплеменување на една пешачка патека со целосно урбана опрема. Инаку, веќе подолго време имињата Златко Перински и Орце Ѓоргиевски се споменуваат во јавноста како потенцијални кандидати на ВМРО ДПМН за скопски градоначалник. Премиерот беше запрашан: Перински или Ѓоргиевски? Добро е да има интерес. Нити едниот, нити другиот мене официјално не ми кажал дали е заинтересиран да биде дел од кандидатите кои што ќе бидат на анкетите внатре-партиски и така натаму, но еве ќе го послушам вашиот совет кога ќе ги почнеме анкетите за мерење на потенцијалните кандидати за градот Скопје, ќе ги вклучиме и двете имена. Министерството за локална самоуправа неодамна започна со кампањата Каде што срцето е дома, која предвидува посети на локалните самоуправи и средби со градоначалниците, на кои се зборува за предизвиците и проблемите со кои се соочуваат општините, но и за проектите кои ги спроведуваат.